Почитувани гледачи, ова издание на заедничкиот проект Хоризонти на Слободна Европа и Гласот на Америка е посветено на изборите и начините на гласање во Соединетите држави и во Македонија. Во Соединетите држави се избира претседател на 8 ноември, а во Македонија на 11 декември ќе бидат одржани предвремени парламентарни избори. Во Соединетите држави се гласа и електронски, а во Македонија оваа опција како можност беше отфрлена пред неколку години. Одиме најпрвен во Вашингтон, од каде што се ова Јане Бојажиевски за електронското гласање и опасноста од хакерски напади. Како што претседателската трка во САД е во самиот финиш, се погласни се стравувањето од хакерски напад врз гласачките машини. Дали е можен кибернетски напад на денот на гласањето и манипулирање на резултатите? Влијателниот републикански сенатор од Аризона и поранешен претседателски кандидат Џон Мекејн изрази загриженост на распит во Сенатската комисија на вооружените сили. Is there a possible scenario where they could disrupt the voting results in the upcoming election? I think there are scenarios where you could see capability applied in particular areas. Во оваа турбулентна изборна сезона во САД и левицата и десницата го потегнаа прашањето за интегритетот на американскиот систем на гласање. Професионалците по кибернетика објаснуваа дека постои голема веројатност американскиот гласачки систем да биде следна мета. Како подсетување, објавувањето на протечените електронски пораки на Демократскиот национален комитет од страна на Wikileaks предизвика голем срам за партијата и ја принудија влијателната конгресменка и председавачка со највисоки партиски тела, Деби Вастерман Шулц, да поднесе оставка на функцијата, и тоа за време на конвенцијата во Филаделфија. Изборните органи во САД вложуваат големи напори да спречат евентуално манипулирање на изборите. Електронските гласачки машини се дел од кибернетскиот простор. Повеќето американски сојузни држави ќе ги користат за време на ноемвриските избори. Се поставува прашањето дали ќе бидат мета на кибернетски напади. Кибернетските експерти на годишната конференција Black Hat во Лас Вегас не исклучуваат таква можност. Подсетуваат на Украина во 2014, каде на 3 дена пред изборите Украинската централна изборна комисија беше мета на голем хакерски напад кој се закани да го урне кредибилитетот на изборите, со што пред да бидат објавени резултатите од гласањето била пронајдена вирусна програма која проектирала сосема различни резултати. Кандидатот на крајната десница, кој реално добил само 1% од гласовите, се покажава дека победува. Изборните органи во САД вложуваат големи напори да спречат вакво манипулирање на изборите. Наблюдувачи од обете политички партии се подготвуваат да присуствуваат на избирачките места по нивни избор. Современите гласачки машини во кои можат да се чуваат електронски и хартиени податоци за гласањето стануваат се побарани. За време на гласањето во САД, граѓаните треба да покажат документ за идентификација. Републиканците вршат притисок за поостри мерки кога станува збор за идентификацијата, но неколку сојузни држави отстапуваат од генералното правило. Тие не бараат документи за утврдување на идентитетот на некои припадници на малцинствата за лица со ниски примања и постари гласачи кои вообичаено гласаат за демократите. Истражување на Универзитетот Њујорк покажа дека 43 сојузни држави имаат гласачки машини кои се стари најмалку 10 години, што ја зголемува загриженоста и создава несигурност кај гласачите. Идеален изборен систем не постои во Македонија, не се гласа електронски, но дали тајноста на гласањето е запазена? Што за постоечкиот изборен систем во Македонија велат граѓаните и експертите? Од Скопје дописникот на Радио Слободна Европа Владимир Калински. Пред неколку години големите партии во Македонија ја отфрлија идејата за воведување на електронско гласање. Граѓаните своји представници и натаму избираат на гласачки ливчиња. Уставот ја гарантира тајноста на гласањето, а изборниот законник го регулира изборниот модел, односно правилата на трката за освојување на власт. Земјата досега повеќе пати го менуваше својот изборен систем, а граѓаните 18 пати гласаа на повеќе партиски, парламентарни, претседателски и локални избори. Како го оценувате изборниот систем во Македонија? Дали сметате дека приватноста при гласањето е загарантирана, на пример? Види, според легислативата стои дека приватноста е загарантирана во поглед на
откривање неговиот идентитет и слично. Но меѓутоа не сум убеден, имајќи во предвид дека сите овие разговори што се слушаат и преку телефон и останатите медиуми што пишуваат, значи не е човекот загарантирано правото на тајност. Не сум почувствувала страв, убаво си гласавме порано, скриени зад параванот, немаше проблем ништо, никој не те гледа, нити те снима. Не беше проблем, не знам за другите. Не е загарантирана приватноста, бидејќи у самиот изборен процес на лице место се крши. Има начин како да се дознае кој за кого гласал, тоа е многу лошо. Како например? Па нашите листови за да не се злоупотребуваат се подреден број, наредени сите. Човекот што ја зима твојата лична карта да те најде во списокот, го кажува на глас твоето име. Демек дали сте вие тој и тој, аха, добро, а од таму некој слуша, се знае редниот број кој е на ред и преку тоа он на броење на ливчињата знае ливчето под број тој и тој за кого гласало. Иако некои граѓани сметаат дека Македонија треба да го промени својот изборен модел, дел од експертската јавност посочува дека идеален изборен систем не постои и дека резултатите што тој ги дава по голема мера се условени од историските традиции, од културните и економските карактеристики на општеството. Но дали примената на одреден изборен модел е поврзана со изборните нерегуларности и злоупотреби? Моделот на изборниот систем, каков е, има врска со понатамошната стабилност на владините коалиции. Македонија имаше неколку изборни модели. 90-тите имавме мнозински, 98-ма имавме мешан. Од 2002 до денес имаме чист пропорционален со 6 изборни дистрикта. И гледате сега, значи 2002 иако излегавме од конфликт со тој изборен модел, имавме пристојни избори. 2006 имавме, да не кажам скандинавски, али одлични избори со истиот модел. 2014, 2011, 2013 локалните, потполно истиот изборен модел, имаме стравични злоупотреби. Значи, да заклучам, изборниот модел нема никаква врска со изборните злоупотреби, затоа што изборните злоупотреби имаат врска со политичката волја на актерите во процесот, дали сакаат тие да мамат на избори, и ова се однесува пред се за оние кои ги организираат изборите во доминантен дел, тоа е владата. Македонија го применува мнозинскиот изборен модел за избор на председател и градоначалници, а пропорционалниот за избор на пратеници и советници во општините. Еден од главните проблеми поврзани со изборите е честото менување на изборниот законник. Тоа го забележуваат и меѓународните наблюдувачи. Поради тоа, во некои европски земји изборните правила се напишани во нивните устави и се резултат на консензус меѓу граѓанското општество и партиите. Во Македонија, покрај злоупотребите, проблематични прашања за изборите се избирачкиот список, нетранспарентното финансирање на партиите, но сепак експертската јавност посочува дека клучен проблем е отсуството на демократија во самите политички партии. Го гледавте октомвриското издание на заедничкиот проект на Слободна Европа и Гласот на Америка на македонски јазик, посветено на изборите и начините на гласање во Соединетите држави и во Македонија.